Општина Кочани нема слух за соработка со Министерството за труд и социјала кога е во прашање изградбата на домот за стари лица и негово етапно ширење, изјави денес во Штип министерката Јованка Тренчовска. Од страна на општината Кочани немаше слух за вакво. Ако некој сака да добие средства од државата, треба и тој да вложи барем во основниот проект, затоа што државата, односно Министерството за труд и социјална политика, ги преку блок дотации ги плаќа сите вработувања во старските домови, општинските старски домови и ги плаќа дел од материјалните трошоци. Од страна на општината беше кажано дека тие не можат да го намолат и дека ќе одат со 150 легла. За Тренчовска ова е огромен капацитет и тој во моментов е непотребна инвестиција. Поради ова, таа потенцира. Доколку го променат идејниот проект и ја намалат капацитетот, го намалат на домот на 50, ќе бидат вклучени во капиталните инвестиции, односно во програмата за капитални инвестиции за социјална заштита. Овој услов од општина Кочани од Сдруженијето на пензионери нема да биде прифатен и оттаму уште еднаш потврдија дека домот за стари лица тие ќе го градат порано или подоцна, но со капацитет од 150 легла. Наш коментар е целосно одбивање на тај предлог да се коригира проектот, и тоа што ние сме веќе наблегнале подлабоко во тај проблем. Проектот е неменик, техничката документација и испитување и се друго. И имаме ревидиран проект, а не да се намалува капацитетот, да се прават нови проекти, да се прават нови содржини. И ние со тоа не се слагаме, на тоа ново питање работиме 10 години. Инаку веќе подолг период сместувањето во старечките домови е проблем поради недостаток на место. Активен засега е само домот во Берово, а се гради и во Пробиштип. Во Штип, поради нерешена техничка документација со години, полуизграден е објектот во кој се инвестирани над половина милион евра.